Без разлика на тоа кој ќе победи, овие избори во САД се едни од најзначајните досега за Северна Македонија, и тоа од повеќе причини, смета политичкиот аналитичар Џелал Незири. Според него, од добивањето на независноста па се од членството во НАТО, се покажало дека улогата на САД била одлучувачка во постигнувањето на овие стратешки цели. Како втора причина, мислам дека е се по присутното малигно влијание на земјите од истокот, кои продуцираат непотребни проблеми и се опасност за стабилноста на земјата. Без подршка на САД и без јасна подршка на НАТО, земјата ниту може да се одбрани од хибридните напади кои беа присутни и се присутни и во овој момент од овие земји, ниту пак може да ја зачува незината стабилност. Незири додава дека на САД се гледа како на гарантор на стабилноста и еднината на Северна Македонија, што е уште една причина зошто овој пат интересот на домашната јавност за овие избори е голема. Не само еднината на САД, туку и еднината на Република Северна Македонија ќе зависи кој преседател, кој кандидат за преседател ќе победи во САД и каква доктрина ќе спроведува во однос на регионот и Северна Македонија. И за Марко Трошановски од Институтот за демократија, изборите во САД се исклучително важни во однос на продолжување на поддршката на Вашингтон на реформските процеси во земјава. Во насока на поддршка на отпорноста на земјата и капацитет за опирање на надворешни хибридни влијанија од трети земји е важна. А тука Америка може прилично многу да помогне на засилување на механизмите со кои што Македонија ќе може полесно да се опира на надворешни геополитички влијанија. Аналитичарот Агим Јонус вели дека ноемвриските избори се важни од позиција на можно решение на косовското прашање, од која индиректно е засегната и земјава, но и во спречување на обидите на Москва за незино присуство на овие простори. Она што ќе се одлучи како микрогеополитика на Балканот ќе биде суштински консеквентна и за самите нас. Битно е да се каже дека Македонија е судбински поврзана со тоа што ќе биде донесено во Стейт Департмент како одлука. Да, затоа што руското влијание во овој дел и неговото зголемување под дефолт подразбира кочница на многу нешта кои што ние 30 години ги следиме како судбински пат на Република Македонија. Но професорот Јовеј Кекеновски смета дека без разлика кој ќе дојде на власт во САД, нема ништо посебно да се промени во односот на американската политика кон земјава. Па искрено мислам дека ние им даваме посебно значење, меѓутоа во принцип тие се многу важни за Соединените американски држави, а најмалку се битни за нас. Не треба да се очекува дека Трамп ниту Бајден дека ќе ни ги решат нашите проблеми или дека ќе не спасат од иднината за која што секако ние одлучуваме. Од Охрица, Гласот на Америка, Мики Трајковски.